Нема да има одлука за олеснување на превентивните мерки за заштита од коронавирусот. Неофицијално, Комисијата за заразни болести, која требаше да заседава утрово, одлуката ја одложила за утре. Причина е зголемениот број на заразени пациенти од последните неколку денови, кога бројот на новодиагностицирани, наместо да се намалува, расте. Тоа пак ги стави на стенд-бај сите планирани активности за постепено отварање на кафулињата, рестораните, шопинг центрите. Неизвестно е кога тие ќе почнат со работа, иако газдите на големо се подготвуваа да ги отворат локалите. Алфа на терен ги праша кафанџиите, дали се разочарани, оти и денеска локалите остануваат со клуч на врата. Не сакаа да зборуваат пред камера, но велат веќе се подготвувале да почнат со работа. Велат имале вработени и требало да ги платат, па ако наскоро не почнат со работа, ќе морале да размислуваат за нови отпуштања. И граѓаните на сличен став велат време е да се укине или да се намали полицискиот час. Подобре и да не се да нема полициски час толку, разбираш, да се опушти, не до 7 сат. Као народ не е послушан, тоа е прво. А второ, добро е да се укине полициски час тоа, ама маски обавезно да се носат. Разминете низ пазарот тука, дали ќе видите едни двојца со маски или нема да видите. Значи тоа е нашата дисциплина, брате. Мислам дека не е тоа точно, дека не е дисциплиниран народот. Малце треба да се олабуваат мерките, бидејќи и на народот преку глава му, еве 2-3 месеца веќе, како да го наречам, во еден вид на карантин, и не е вид, тука е карантин, па мислам дека треба да се олабуваат мерките. Како што е предвидено во првата фаза од олеснувањето на мерките, кафулињата и рестораните ќе треба да ги отворат само терасите. Предвидено е да има најмалку 1,5 метра растојание помеѓу масите, а на нив да седат до најмногу 4. Средства за дезинфекција ќе треба да стојат на сите маси, а келнерите да бидат соодветно облечени со маски и визири. Во оваа фаза планирано е да се дозволи работа на субјектите кои спроведуваат едукации, како курсеви и автошколи, кои може да се спроведуваат со целосна опрема за заштита и дезинфекција. Со работа ќе може да стартуваат и фирмите кои имаат шалтерски систем на работа, каде е возможно да се одржи задолжителното физичко растојание од 2 метри. Сепак за сите овие планови, Комисијата за заразни болести ќе одлучува во текот на утрешниот ден, за кога е закажана следната средба на лекарите. Здравствените власти препораките ќе ги донесат врз основа на статистиката од последните 2 дена за состојбата со пандемијата во земјава. И денеска, полицискиот час ќе стартува во 19 часот, а ќе заврши во 5 часот наутро.